Чудесниот свет на животните. Здраво. Знаете, сите видови кучиња имат разни репутации. Подлиците, например, имаат репутација на весели, живи, интелигентни кучиња. А алзасите, тие имаат многу лоша репутација, така мислам. Погледнете ги овие алзаси и да видиме што мислите. Тука ги има 4 и сите се весели. Алзасите по се им се блиски сродници на волците. Волкот е многу опасно и страшно животно. Мора да биде тако, зашто самиот бара храна. Погледнете надвор. Ова е срнец, поправо срница. Бидете внимателни, има 4 големи кучиња во близината. Морам да бегам. О, господи, не, таму. Тие воопшто не ги забележуваат. Мислам дека погодивте, да. Тоа е питома срница, а се вика Додо. Одгледна е од господја Батлер која живее во Банфорд, во Сасекс. Додо беше најдена во шумата лис и беше одгледана на шише со козјо млеко. Алзасите сакаат Додо. Да, и нема потреба да се биде повеќе задоволен. Јас малку претерав. Но ништо. Добар е животот на Додо. Таа живее тука со 4 алзаси. Тери, Ферди, Кули, Джозефин и една двојка подполошкари на кралот Чарлс, Оли и Кети. И можете да забележите дека таа е постојано дома. Мирна и сигурна, заштитувана од нежните алзаси. Кога е време за спиење, таа сака да лежи во аголот зад столот. Таму таа се чувствува многу сигурна. Добро, не верувам дека малата срница ќе спие долго покрај сите овие гуски. Ова е јато глупи гуски, така велат тие. Но знаеме, овие гуски не се толку глупи. Знам дека изгледаат глупи насуво, бидејќи не знаат да летаат. Претешки се, но дали сте виделе диви гуски во лет? Таа гледка треба да се види. Еве ги, доаѓаат. Една двојка канадски гуски, тие не се многу диви, бидејќи се одгледани како малиот Дик Борден. А ова е еден од првите летови што Дик ги забележал на филмска лента. Убав и определен лет во секое време. Но тие се многу весели кога летат. И многу се весели. Се обидуваат да дознаат што можат да направат. Упш, полека. Уху. На крајот тие дознаваат дека можат да летаат горе-долу само за една секунда. Ајде, искачете се. Погледнете. Навистина одлично. Не сте ли задоволни? Да, дојдете да ве почешкам. Одлично. Да, мислам дека успеавте. Гледате, тие се сосема возрастни гуски. А еве ги двете ќерки на Дик. И тие ќе се погрижат малку за нив. Тие ќе ги изведат малку надвор со нивната кола. Дали седите удобно? Да, одлично, благодарам. Нема да скокате надвор кога ќе се возиме, нели? Не, никако. Добро, тогаш да заминеме. Сега тие ќе ги отераат гуските на прошетка во околината, а најдобро место за нив е покрај реката. Веќе излеговте. Сега бидете малку стрпливи.
Да, добро. Двете гуски се одгледани во семејството Борна и тие навистина мислат дека не се гуски, туку дека се човечки суштества и така тие ги следат двете девојчиња каде било да одат и ако сакаат да ги отерат гуските во реката, девојчињата ќе мораат да пливаат. Ајде гуски, следете ги девојчињата, добро е, но знаете, реката тече многу бргу за да се плива и се чудам како ќе влезе девојчињата во неа. Почекате малку тука. Така треба да се прави. Ке земете кану и еве доаѓаат гуските, следејќи ги по карпите. Тоа е измама, морате да влезете во водата. Треба да пливате. Ајде. Па, не е така лошо тука. Не, многу е добро. А сега, зар не се оддалечуваат од кануто? Изгледа дека наскоро ќе не идеме на брзак. Држете ги главите над вода. Така, ова е двојка многу умни гуски. Мислам дека тука има повеќе гуски. Да, еве ги. На нивната долга миграција од север. Ова е едно од местата каде што слетуваат и каде што се одмораат. Да, тие слетуваат, ги спуштаат тркалата и крилјата. Погледнете. Сега пливаат по водата. Прекрасно. Па тие се вистински диви канадски гуски. Се прашувам што мислат питомите за дивите гуски. Многу се интересираат. Еве ги. Тие им приоѓаат за да ги видат. Но иако се интересираат за нив, никогаш не им приоѓаат блиску. Како што гледате, постои разлика меѓу питомите и дивите гуски. А едно утро дивите гуски ја продолжија миграцијата. Интересно е да се види дали питомите ќе ги следат дивите гуски. Дали ќе можат да го издржат гласот на дивината. Но издржа. Тие не замина, остана на езерото и ги оставија дивите да заминат. Канадските гуски летаат на небото. Таму ти припаѓаат. Но знаете, има време и место за секого и мислам дека тие се на вистинско место, во вистинско време, но понекогаш животните одат и на некои смешни места. Погледнете старата Твинклет. Таа влегува во куќата на чаша чај. Ви велам, не треба да го пикате носот во чашата на овој начин. Одлично, ми се допаѓа. Одлично, да. Таткото на Елисија се обидува да го смири големиот дан. Па мислам, ако внесете коњ во дневната соба, се што може да се случи. Не се што, ве молам само една голтка. Мислам дека завршив. Не беше многу. Зар обично немате колачиња во оваа кутија? Мислам дека имате. Ајде дојди Твинклет, оди кај бабата. Навистина, како можете да работите кога имате коњ во куќата? Ајде. Мисля дека ќе успеам да наговорам некого да ми даде колачиња. Од нив не се здебелува. Да, се здебелува. Ти изгледаш како кутијата за колачиња. Земи едно. Ти веќе зеде едно. Овој ден, големиот ден ми оди на нерви. Ајде, излези, ќе ти покажам. Имам 16 години, а се уште сум добра. Не грижете се. Го знам патот за надвор. Се оди низ кујната. Ќе одам на мала прошетка. По фармата. И така Твинклет оди на прошетка. А секако наскоро Алисија ќе се придружи. Таа јава без седло, без узда. Само со парче јаже. Секако забележувате дека ова е убав коњ. Како е? Одлично, навистина. Так. Знаете, за незините години, таа е многу весела.
Pa, dosta je, Twinklet. Dosta je za denesk. Ti blagodaram za ova treskava predstava. Nema zašto. Nemoj da zaboraviš koga je da je bilo da minuvaš tuk. Namini na čaj. Dobro, blagodaram mnogo. Dobrата стара Твинклет е конј што сака да влегува во куќа. Чудни се тие животни што сака да влегуваат во куќа, нели? Па знам некои животни што често навраќаат во една куќа. Еве го, што туку пристигнува соколат. Го гледате ли? Зар не личи на лабрадор? Но не. Што е? Леопард? Пантер? Не, вие знаете, тоа е тигар. Тука е. Тоа е тигар и се вика Виктор. И живее во семејството Мекинс. Па господин Мекинс е чувар на зоопаркот и Виктор беше запоставен и така тие го донесоа дома и господин Мекинс го гледа. Па тој беше многу слаб кога го донесоа, а сега расте се повеќе и повеќе. И си игра многу грубо. По неколку месеци, Викторе, не ке можеш да останеш тука. Многу е сличен на обична мачка или кученце. Тој има своји мали играчки, ја сакова четка. И си игра со неа. Немојте да ми кажувате дека сега ќе го бањат. Сол за капење. Па да, еве го. Бидејќи тигарот е член на семејството мачки, тој не ја сака водата воопшто. Ова мириса многу убаво, Викторе. Убава топла вода. Ја мирисаш ли? Да. Убаво мириса. Така, ќе те спуштиме внатре. Готово? Така, како е? Многу е убаво. Ми се допаѓа. Водата мириса на синолички, нели? Мириса на синолички? Прекрасно. Еве не, Викторе, бидејќи си убав и воден, верувам дека ќе треба борба за да бидеш убав и сув. Ајде. Така. О, Господи, зошто чувам тигар во куќата? Ноќно бањење на тигар. Немој да се валка со тоа, Виктор. Не погледни. Ма не можам да те се ислушам. Не. Мораш да бидеш добар. Так. Не. Остави ја крпата. Па погледни. Играј со ова четка додека да ти го исчеткам крсното. Ти велам, Викторе, ти си многу убав сега, нели? Да. Така. Па, бањањето заврши. Време е за вечера. Еве, тато ти донесе млеко. Секогаш пиеш топло млеко пред спиење, нели, Викторе? Да. Не кажувај ми го тоа мене. Не мене. Тоа е се, Викторе. Готово е. Ајде. Ти само ми здодеваш. Знам дека не сакаш да одиш да спиеш. Ајде, Викторе, се е готово и направено. И време е да спиеш. Најмногу сакаш да ти кажувам приказни. Добро, тогаш само ако ми ветиш дека ќе бидеш мирен. Јас ќе седам, а ти можеш да легнеш во скутот и ќе ти кажам приказна и ти убаво ќе спиеш. Така. Така е, Викторе. Така. Добро е. Така. Еднаш многу одамна живееше голем тигар во џунглата. Мислам дека заспа. Да. Добра ноќ, Викторе. Јас се чудам до кога ќе може да го чуваат овој тигар. Не многу долго време, бидејќи тој не само што станува опасен, туку јаде премногу месо. Дали знаете што јадат црвенперките? Да, понекогаш јадат многу чудни работи. Па во оваа градина живее црвенперката и господја Балбок ја храни секој ден. Еве, таа ја бара птицата. Дали ја забележувате? Не?
Sekuješ dođe kogo će go slušne zvončeta, gospodja Balvoki dava crvi. Pa ako go zeme se kako će se pripitome. Dođe. Da, go izjede. Da li ti se dopadne? Dobro. Evo ušteda. Ajde. Ajde. Go izjede. Kako je? Dobro? Dobro. Do gledanja do utra. Pa ova mala crvenperka gi saka crvite, ne li? Naistina gi saka, no ima neki ribi što saka tisti takvi crvi i šefot jedan den mi reče: Moris, odi da loviš riba. Da lovam riba, pa to je jedan vid lovenja riba, ne znam da li ke fatam nešto. Da, pogledajte go ovo. 326. Tukaj ima 326. Ajde vnatre. Ne znam koliko će fatam danes. Ako fatam 500, to će biti rekord. Evo, 475, 493, 506. O, tije ke se radovat. Sušnost, ja slovom za ribito od akvariumat. A ova što faćam u jezerotu, im služi za pojedok. Gospodi, bi sakal da pobrzaš? Ubiram od glad. I jas mnogo sum gladna, toliko sum slava što možem da minam niz igla. Gospodi, se nadavam deka nema da zadocni. Ne, dođam. Eve. Sega ne li vije ne dobivte? Ne. No vije dobivte. Vije tropski ribi, ne li vije gi sakate niv. Pa eve, imam mala mreža za da vi gi spuštam. Така. Еве. Да видиме, 263, доста ви. Дали знаете што е ова? Ова се водни болви, пливат како луди. Ајде, дојдете. Пом, 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 пардон, пом, 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 пом. Тие веќе изјадоа 79. Ајде, редот е на вас. Еве 122 за вас. Пом, пом, пом. Чуден начин на јадење, нели? Еве ви за среќа има 37. Dobro, pomrdnete se. I mislim дека dostavi ova. Da, ima 296. Evo gi. Samo 296. Sigurno je ubavo da vi palja hranata kako snegulke od nebo. Ne znam da li ki im je dosta do utre. 179, 180, 181. Tak. Da, mislim дека je dosta. A što su krapovite? Ne mi ostana ni jedna vodna bolva. A što da vi dadam? Pa nemoj ti mene da mi davaš vodni bolvi. Ti znaješ što jade me, ne li? Svežo
meso. Malko srce, ako ti je priroka. O, imam. Evo. Ajde. O, nego fativ, to je poradi zabite. Ajde, Krapu, ti si u meni dobar. Zašto ne mi jadeš odraci? Što je s od tebe? Ne, ja ne jadam nikakvo meso koga postam. Ne sakam, blagodaram. Što je s od tebe, a? Pa može bi ti. Evo dalje. Ups. No, ne bi se kao ti da mi jadeš odrace. Da li ste najadeni? Izgledate najadeni. Dobro najadeni. Ne toliko dobro. Cel den ne sam jela ništo, česen zbor se kolnam. Kutrata ribka. Da, se čustujem kako kutrata ribka. Počnu došti to uopšto neprijatno tuka. Moram da odam i da se napijem čaj. To je sve za daneska. Doslednji otpad, do gledanja.